Тоа што ние не го знаеме или не го кажуваме, го кажа Светска банка. Од Македонија досега се иселени околу половина милион граѓани или 1/4 од населението. Од нив 2/3 се работоспособни, а 1/3 се високостручни кадри. Најголем дел од IT секторот, но не заостануваат ниту здравствените работници, возачите и други. Иако нашите политичари се прават на удрани, светските банкари сериозно предупредуваат дека мора да се преземат чекори за да се спречи одливот на таленти од земјава, бидејќи во ризик е економијата, пазарот на труд, но и одржливоста на пензинскиот и здравствениот фонд. Ако некој е во дилема од каде пари за повисоки плати, пензии и субвенции, одговорот е едноставен: понатамошно зголемување на јавниот долг и фискалниот дефицит. Во Кочани, како и секаде низ државата, фирмите се соочуваат со недостиг на квалитетна работна рака, што полека но сигурно ја нагризува продуктивноста. Таквата состојба ќе ги отргне потенцијалните инвеститори кои вообичаено бараат што поевтина, но квалитетна работна сила, а таа не останува во државата, гледајќи ги партиските вработувања и протекционизмот на поранешните и актуелните владеачки структури. Каде се наоѓа нашата држава според одливот на кадар, најдобро зборува споредбата со 24 земји од Источна Европа. Имено Македонија заедно со Ерменија, Молдавија, Босна и Херцеговина е во група од каде има најголема миграција на високообразовниот кадар. Тоа само по себе зборува за економските и социјалните состојби во овие земји, како и за безперспективноста.